Сето тоа беше очигледно со намера да се креира една атмосфера или да се стекне или да се прejudicira со едно мислење дека овие лични карти со prejudicирање дека се искористени за изборни цели. Се разбира дека тоа е дневна политичка цел и интенцијата беше да се стекне впечаток дека еве тоа е дел од долго најавуваните изборни нерегуларности кои секојдневно се најавува. Така да министерот за внатрешни работи, односно колегите од оддел за организиран криминал, работеа на овој случај по наредба на јавно обвинителство, ги спроведоа сите неопходни проверки и на крај се констатира дека овие лични карти не се искористени за изборни цели, ниту еден од овие податоци кои стојат на овие лични карти, значи ниедно лице што е наведено во тие лични карти го нема на избирачки список, тоа е потврдено и од Државната изборна комисија, од увидот во документите и од увидот во и компјутерски и пишани документи. Така да се елиминира целата таа теза или целата таа конструкција дека практично тоа беше prejudicирање дека се искористени за изборни цели. Меѓутоа останува сепак две прашања кои треба да добијат одговор. Тоа се прашањата кој го има направено тоа и зошто го има направено тоа.